Зборот патриот како збор го има мутирано значењето и се менува значењето на самиот збор. Мислам, тоа се случува и со други зборови. Лени Брус има една извонредна тирада на таа тема, како значењето на еден збор се менува од нешто возвишено во навреда. Резонанците. Да, и како после треба да се најде нов збор кој можеби ќе го помине истиот тој пат. Јас имам многу луѓе на оваа една педа земја кои ми се многу мили и важно ми е да се направи нешто од што оваа заедница би имала ќар. Дали е тоа патриотизам или не е патриотизам, како ќе окрстите ваша работа. Не сакам да добие етикета. Во крајна линија и нека добие етикета. Од друга страна, ја поминувам голем дел од моето време надвор. Огромен дел од моето и образование, и воспитување, и поглед на свет се оформени од мојот живот надвор. Така да, ако тоа ме прави космополит, нека биде и таа етикета ако треба. Со прашања користевте туги дискурси и многу некако луцидно и мудро ги употребивте да го свртите вниманието на светот кон собствените дискурси на Македонија. Се работеше веројатно и за момент за плодна тема филмска за обработка во тој период, значи изборувам во Македонија. Дали во тој момент сакавте да го слушне светот она што сакате да умеете да го кажете за Македонија, да ги начули ушите повеќе, или сосема случаен беше изборот да се користи тук дискурс? Па не знам, ја не настапувам толку рационално кога пишувам или кога режирам. Да, рековте без калкулација. Намерата беше на ваков начин да се раскаже ваква приказна и приказната дури и сама се одмотуваше. Јас ја отворив, а после само ја следев. Кога еднаш приказната си се смести во Македонија, а не мораше да биде во Македонија, тогаш си најде малку по-друго место. Еднаш кога решивме да ја работиме во Македонија, затоа што началната намера беше да се раскаже приказна која ќе се движи меѓу Њу Јорк и некое недодефинирано Отоманско царство на крајот на 19 и почеток на 20 век. Значи, кога еднаш решивме тоа да се случува тука, тогаш седнав и направив страшно многу ресерч. Така да ни беше многу важно кога еднаш веќе тоа се случува тука да биде истражено. Во тој момент настапува тоа рационално размислување. Значи, приказката веќе имаме, филмот веќе горе-доле го имаме, каков ќе биде одјекот, каков ќе биде пласманот. Тоа е веќе помагање на филмот и помагање на таа културна дипломатија, што ја спомнувате, и тоа влегува во една многу доцна фаза. Сега, после години назад ваши успеси, големи филмски остварувања, како се чувствувате кога ќе ви кажат дека Милчо Манчевски е најголемиот културен амбасадор на Република Македонија? Па се чувствувам како да допрво сега не смеам да си ја расипам петката. Мислам, тоа е товар, ама и сладок товар. И во голема мерка ми пречи затоа што ја би сакал негде во некоја кујна на рад да си пишувам и тоа што го пишувам, да имам комуникација со тоа што го пишувам. А немам потреба од тоа луѓе да ги проектираат своите потреби врз она што го правам. А тоа ми се случува и од наши гледачи и од гледачи во странство. И тоа некако од дистанца од 180 степени. Наши луѓе, очекувајќи дека она што јас го кажувам е соло партија во едно хорско пеење, а оној толкувач или оној гледач во странство
на сличен начин, дека тоа е соло партија во хорското пеење кое доаѓа од таму. Ја можам само за себе да зборувам. Во крајна линија, тука сме 2 милиони и кусур. Луѓе со различни болки, со различни размислувања, со различен поглед на свет. И некако сталинистички е да се очекува дека еден човек или неколку луѓе може тоа да го раскажат најубаво. Меѓутоа, ние треба да се договориме кои се тие неколку вистини кои сакаме да се повторуваат. Која беше вашата најголема болка? Во принцип, сознанието дека се мораш сам да си направиш, и добро и лошо. И тоа е најголема болка и најголема радост во исто време. И најголемо искуство? Да, апсолутно најголемо искуство. Кое не може да се пренесе. Затоа што искуство не се пренесува, нели, инаку не би било искуство. Јас сакав да ве прашам и во однос на вашиот личен страв. Стравот е состојба која што често ја обработувате како емоција или како состојба на духот во вашите филмови. Кој беше вашиот најголем страв во животот? Па не знам колку можам свесно да го осознаам, па од таму себе да си го кажам, а камоли вака јавно да го кажам. И една од причините зошто се бавам со стравот е затоа што во делата што ги работаме, затоа што на тој начин повеќе дознавам и за стравот и за себе. Друга причина е што стравот како една така силна емоција е драматуршки многу податен за обработка на филм. Меѓутоа, мислам дека како и да е, многу е здраво да се соочуваме со своите стравови. И многу убаво чувството кога ќе почнеш да испливуваш од нив. Тоа е како кога те болела глава и престанува да те боли глава и светот е одеднаш многу убав. Еден познат критичар за Пред дождот напиша: едно е сигурно, филмов ќе ве прогонува со денови. Што во последниве денови вас, Милчо, ве прогонува најмногу? Не знам. Ме прогонува што сторив и што треба да чинам за однапред. За однапред. Па не знам, ми се случува во моментов да бидам во оној сладок меѓупростор, меѓу проекти, кога почнува да се раѓа идејата и кога може да отиде во овој правец, а може би во овој, а може би во овој. И следење на идејата, трчање по неја, како трчање по ливада и е многу убаво. И уште е поубаво кога ќе се најдете на едно место. Така да ми се случува почеток на нова идеја. И во следниве 2-3 месеци треба многу да патувам и во тој период веројатно она ќе си се додефинира и после ќе видиме како ќе стане нешто материјално. Која ви е следна дестинација? Индија. Индија. Млази си ви. Добро, Милчо, фала ви многу за разговорот. Го почнав со Пред дождот, ќе го завршам со Пред дождот, дека тоа е една висока калорична визуелна гозба. Јас се надевам дека и овој разговор за нашите гледачи беше една високо калорична гозба и дека кажавме може би и повеќе од тоа што се очекуваше. Фала ви. Молам.